Добар ден, почитувани, ова е најновата телма амбуланта. Хеликобактер пилори е бактерија со која живее повеќе од половина од светската популација. Често без никакви симптоми, но со потенцијал да предизвика чир, анемија или дури рак на желудникот. Како се пренесува? Може ли со оваа бактерија да бидеме инфицирани во детството, а симптомите да се јават неколку децении подоцна? На кој начин се диагностицира? И кои се најчестите грешки при лекувањето? Чести ли се несаканите ефекти од лековите и дали сода, бикарбонат и лукот може да ја уништат бактеријата? За сето ова денеска разговараме со доктор Билјана Ѓоргиевска, гастроентерохепатолог. Останете на телма, а поставете и ваше прашање во програма. За бактеријата во желудникот Хеликобактер пилори. Во денешната телма амбуланта зборуваме со доктор Билјана Ѓоргиевска, гастроентерохепатолог, субспецијалист по гастроентерохепатологија во Димед Медикал. Докторке, добре ни дојдовте во телма амбуланта и добар ден. Добар ден, добро ве најдов. Некои податоци покажуваат дека повеќе од половина од светската популација е инфицирано со Хеликобактер пилори. Па за каква бактерија точно станува збор? Дали е таа дел од нашиот нормален микробиом, значи живели во симбиоза со останатите микроорганизми во нашето тело, или пак се инфицираме, се заразуваме со неа? Така. Хеликобактер пилори, тоа е грам-негативна бактерија, спирална бактерија, која што се наоѓа во желудникот. Таа е отпорна на желудичната киселина и представува патогена бактерија. Ја нема нормално во микробиомот, како што ги имаме другите цревни бактерии, кои што се нормално составен дел од нашиот микробиом. Хеликобактер пилори представува патогена бактерија, која што е доста отпорна, затоа што самата бактерија се создава еден заштитен слој околу себе со помош на ензимот уреаза и со тоа не дозволува на желудичната киселина да ја уништува. Значи, една од ретките бактерии што всушност може да живее во толку кисела средина. Точно, во толку кисела. Сега, на кој начин се пренесува? Ако еден член од семејството има Хеликобактер пилори, постои ли ризики останатите да се заразат? Да. Најчести начин на пренесување на оваа бактерија е орално-орално. Односно, се пренесува преку плунката. Што значи дека во семејството, ако еден член ја има бактеријата, може преку приборот за јадење, преку чашите, да се пренесе и на другите членови во семејството. Исто така може од мајка на деца, дури можат и бебињата да бидат заразени, доколку мајката има хеликобактер и да речеме на бебенцето му падне цуцлото, мајката ја лижне и му ја врати цуцлото, тогаш може и бебето да се инфицира со оваа бактерија. А друг начин на пренос е орално-фекален, односно преку нечисти раце, контаминирана храна, контаминирана вода, да се пренесе бактеријата, односно да се ја внесеме во нашиот организам. Може се каже дека е семена бактерија? Може да се каже, со тоа што само преку начинот на пренесување, инаку генетски не се наследува оваа бактерија, него си се заразуваме со неа. Се пренесуваме всушност еден од еден на друг. Може ли детето да биде инфицирано во раното детство, например, а симптомите да се јават со децении подоцна? Да, точно е тоа. Има инфекција со хеликобактер која што оди без симптоми. Односно, симптомите да се јават многу подоцна, после долги години. Така дека децата ретко кој испитува хеликобактер, инаку може инфекцијата да датира од детството, поготово во оние семејства каде што имаме помал социјален стандард, може значи децата да бидат инфицирани, а симптомите во возрастна доба да се појават. Кои се вообичаените симптоми што ги предизвикува инфекцијата со Хеликобактер пилори? Како се разликува, например, од еден обичен гастритис? Хеликобактер пилори, долготрајната инфекција, доведува до повеќе гастроинтестинални состојби, меѓу кои гастритот, како што спомнавте, може да доведе до појава на чир на желудникот и чир на 12-палачното црево и може да доведе и до рак на желудникот. И сега, како се разликува? Симптомите се скоро слични. Односно, има болка во лажичката. Таа болка ја чувствуваат обично пациентите на празен желудник.
Кога ќе каснат нешто може да им се смири болката, но повторно се јавува. Чувствуваат жарење, печење зад градната коска, односно во лажичката. Потоа може да имаат надуеност на стомакот. Често се жалат, ништо не јадев, а сум подоен во стомакот, желудникот ми е подоен. Потоа може да има појава на киселини, рефлуксни симптоми, некои пациенти да имаат, доколку се тие обезни, почесто се јавуваат кај нив тие рефлуксни симптоми. Нас ни е многу значено како би го разликувале од гастритот, дали пациентот прима нестероидни антиинфламаторни лекови, кои што почесто ќе доведат до гастрит, него до инфекција со Helicobacter pylori, потоа оние пациенти кои што консумираат алкохол, исто така почесто е кај нив гастритот без присуство на Helicobacter pylori. Оние пациенти кои што имаат диспептични симптоми, чувство на недоволно свареност на храната, може да имаат нарушување и во апетитот, во тежината, да зголемуваат или да намалуваат во тежина. Тие се некои најчести симптоми кои што пациентите ги кажуваат кога доаѓаат на преглед. Споменавте дека ова бактерија може да има канцероген потенцијал, односно да предизвика рак на желудникот и 12 палечото црево. Да. Но дали кај сите пациенти што се инфицирани со оваа бактерија постои ваков ризик или пак има некоја група на пациенти кои што спаѓа во на ризична категорија? Да. Тоа се, значи, оваа бактерија кај сите пациенти нема да доведе до појава на рак. Има повеќе состојби каде што треба да ја испитуваме бактеријата со цел да превенираме. Тоа се пациенти кои што имале прво колено на рак во фамилијата. Најчесто татко, мајка со рак на желудникот. Кај тие пациенти мора обавезно да испитуваме Helicobacter, се со цел да превенираме. Пациенти кои што имале претходно, да речеме, полип или некоја друга преканцерозна состојба која што може да се јави во желудникот и биле одстранети хируршки или ендоскопски тие промени, кај тие пациенти можноста за појава на рак е поголема. Но, што повеќе е присутна бактеријата во организмот, што е поголем незиниот број, тоа симптомите ќе бидат поизразени. Самите симптоми се тие кои што ќе го натераат пациентот да дојде на преглед и да си бара соодветен третман за проблемот. Точно. А дали долготрајната инфекција со Helicobacter pylori може да доведе до некои други здравствени проблеми? Може да доведе до други здравствени проблеми, како што кажав, најчесто е гастритот тука. Например, анемија. Анемијата, да. Анемијата затоа што постои така наречена трофичен гастрит. Особено се јавува тој гастрит кај пациенти кои што долго време примаат инхибитори на протонската пумпа, односно инхибитори на желудечна киселина и настанува атрофија на самите клетки на желудникот. Тие губат својата функција, немаат функција да создаваат секрети кои што имаат заштитно делување во желудникот и едноставно ја губат нивната функција. А во самиот желудник се создава и така наречен интризинг, односно внатрешен фактор кој што е потребен за да може да се врзе и да се ресорбира витаминот B12. Неговата абсорбција е во тенкото црево, но доколку немаме доволно интризинг фактор од желудникот, нема да може да се абсорбира витаминот B12 во тенкото црево, односно во илеумот. Значи, анемија поврзана со витаминот B12. Точно, таа е така наречена пернисиозна анемија. Сега, како може да се диагностицира инфекцијата со Helicobacter pylori? Постојат повеќе тестови, како што е уреа тестот, преку здивот, потоа преку столица, изолирање на бактеријата, антитела преку крвта, понекога се зема и биопсија. Кој метод е најточен? Убаво кажавте, значи тестовите може да бидат неинвазивни и инвазивни. Неинвазивни тестови со вие првите што ги набројавте, уреа издишен тест,
Тој е доста специфичен тест, со специфичност негде од 95 до 100% ја открива бактеријата и се користи методот на дување во едно цевче, каде што ќе се покаже дали е позитивен или негативен, со тоа што самата бактерија има способност да ја претвара уреата во CO2 и во амоњак. Тој е точен тест, но не ни е многу достапен, затоа што го има само на клиника за гастроентерохепатологија. Подостапен тест ни е тестот за антиген во столицата, кој што го прават скоро сите лаборатории. Треба само да однесеме измет, значи фецес во специјално шишенце за испитување и ќе се докаже присуството на антиген во столицата, кој што исто така е со голема специфична тест од 90 до 95% точност ни покажува дали е присутна бактеријата или не. Спомнавте испитувањето преку крв. Тоа се серолошките тестови, каде што преку крв се докажуваат присуство на антитела на Helicobacter pylori. И сега, овој тест е точен, но не може да ни разграничи дали се работи за активна акутна инфекција или се работи за стара инфекција. Што значи дека по соодветни ни се уреа истишниот тест и антигенот во столица како тестови кои што ќе ни докажат во моментот дали постои инфекција со Helicobacter pylori. Додека од инвазивните тестови, тоа се тестови кои што се прават при ендоскопија. Потребно е да правиме гастроскопија и да се земе биопсија за да може да се докаже присуство на Helicobacter. Еден од тие тестови е така наречениот КЛО тест, кој што е брз тест, доста специфичен. Се зима парче, биопсија од желудичната слузница и се става на посебна плочка, се чека околу 30 на минути и ги добиваме веднашка резултатите, односно знаеме дали тој пациент е позитивен или негативен на Helicobacter. Негативната страна кај овој тест е тоа што доколку се земе од место, односно од слузница каде што има помала бактериска колонизација, може да биде и лажно негативен тестот, додека друг тест е со биопсија да се испрати на патохистологија и да се докаже присуството на Helicobacter, а со патохистолошкиот тест ќе се видат и промените на самата желудечна слузница, односно дали постои воспаление, дали постои друга промена од типот на метаплазија, дисплазија на желудичната слузница. И самото име кажува дека се инвазивни и е потребно гастроскопија. Често пациентите нели одбиваат ендоскопски процедури, така да првите два неинвазивни тестови многу почесто се користат. Така. За докажување на активна инфекција. Сега, доколку се докаже инфекција со Helicobacter pylori кај пациентот, дали е секогаш неопходно лекување? Секогаш е неопходно лекување. Според најновите препораки, Helicobacter инфекцијата е влезена во меѓународната класификација на заразни болести. Самото име кажува дека секоја заразна болест треба да се лекува. Така значи и за Helicobacter. Секој кој што ќе докажеме позитивен тест на Helicobacter пациент, треба да го лекуваме. А постојат ли ситуации кога тестовите може да бидат лажно позитивни или лажно негативни, доколку пациентот, например, прима некаква терапија, која што е антибиотска, или пак пациентот си пие апчиња за киселини? Така. Точно, значи добиваме и лажно позитивни, односно лажно негативни резултати, доколку пациентот прима од лековите од инхибитори на протонска пумпа. И поради тоа треба да им сугерираме на пациентите пред да го прават тестот. Пациенти често ги пијат тие Точно, често ги пијат заради симптомите, имаат диспептични, така. Имаат диспептични симптоми, тие често и на своја рака се зимаат и се знаат од кои лекови им е подобро и сами си ги зимаат лековите, но потребно е да има прекин на тие лекови минимум 2 недели за да може да се направи тестот за антиген во столица, а доколку примаат антибиотици, треба да има прекин на антибиотската терапија и таа бизмут терапија минимум 4 недели
недели, за да може да се направи тестирањето. Јас обично препорачувам да има прекин 4 недели, за да може да биде точен тестот. Зошто би биле проблем лековите кои што ја намалуваат киселината во желудникот во точноста на тестот? Лековите што ја намалуваат киселината овозможуваат супресија, значи, на таа киселина во самиот желудник, а како што кажав, бактеријата се делува убаво во таа кисела средина и си обстанува долго време, така да кога имаме пониска киселинска содржина, односно пониска pH, едноставно бактеријата не е активно, односно се ужива во таа кисела средина. И сега како изгледа лекувањето? Што тоа вклучува? Дали секогаш е неопходна антибиотска терапија? Се препорачуваат ли лекови за намалување на киселината? Да. Што се е потребно? Тоа е најтешкиот момент кога ќе му кажеме на пациентот дека се пијат многу лекови, односно минимум 5 лека се пијат во комбинација. Според препораките што се европските препораки, се оди со четворна терапија на лекови. Обавезно се даваат инхибитори на протонска пумпа, се даваат препарати со бисмут и се даваат 2 антибиотици. Пробиотици исто така се даваат. Кога ќе земеме, тоа се веќе 5 лека кои што треба да им ги дадеме на пациентите, на кои што треба да им кажеме дека тоа е терапија која што мора да се испие така по одредена шема. Се знае точно. Пред јадење се пијат инхибитори на протонска пумпа. За да се намалат киселините. Точно. И бисмут препаратите. Бисмут за да го обложува желудникот. Точно, прави едно обложување, прави еден слој во желудникот и има антибактериско дејство, така да помага на антибиотиците во нивното делување. Па препорачуваме на пациентите да јадат. После јадење се пие едниот антибиотик, за после негде 30 минути да го испијат и вториот антибиотик, и тоа се повторува на 12 часа. Терапијата трае 14 дена. Тоа е според најновите препораки за да имаме успешна ерадикација, односно успешно лекување на бактеријата, а при тоа да не предизвикаме антибиотска резистенција. А зашто понекогаш се вклучуваат 2 па дури и 3 антибиотика? Се вклучуваат 2 или 3 антибиотика во зависност од тоа дали претходно пациентот пиел антибиотска терапија, односно имал ерадикација на бактеријата. Вториот пат треба да одиме со други лекови кои што имаат различен механизам, со други антибиотици кои што имаат различен механизам од претходните антибиотици, и тоа е спрема препораките. Може да се оди, значи, со двојна или со тројна антибиотска терапија. Такви се препораките затоа што сите тие антибиотици имаат различен механизам на делување. Така. Зошто обично првата терапија не е успешна? Обично првата терапија има повеќе причини зашто не би била успешна. Некогаш самите пациенти си ја прекинуваат терапијата, не издржуваат 14 дена да ја пијат во континуитет. Потоа може да се појави и, како што ја спомнав, антибиотската резистенција. Во светот доста е актуелна таа антибиотска резистенција, особено на антибиотикот кларитромицин, но во Македонија немаме доволно податоци дали постои резистенција на кларитромицин или не, и нас се уште ние како прв лек на избор кога почнуваме терапија за хеликобактер кларитромицинот. Некогаш и самите несакани ефекти, односно гастроинтестиналните тегуби кои што ги даваат лековите, ги тираат пациентите да ја прекинат сами терапијата, па да немаме успех во терапијата. Така ги споменавте несаканите ефекти, некои се жалат на гадење, на мачнини, на диареја, метален вкус во устата. Тоа значи дека повеќето пациенти ќе се јават вакви проблеми, треба да се прекине доколку се јават несакани ефекти или пак мора да се продолжи? Кај повеќето пациенти ги има тие тегоби. Диареја може и да не се јави кај сите, но метален вкус во устата ќе се јави кај пациентите и може да се јави, значи, гадење, мачнина, виднаш кога после примањето на антибиотската терапија да губат апетит, да не сакаат понатаму да ги пијат антибиотиците.
но евебизмото дава пребојување на столицата, може да даде и пребојување на устната шуплина. Треба да се биде издржлив. Обично јас знам да кажам, мора да се издржи 14 дена за да можеме да имаме ефект, за да не се враќаме повторно на нови групи на антибиотици кои што исто така треба да се примаат 14 дена и кои што не се ни малку подобри од претходните. На што најчесто се жалат пациентите, бидејќи велат терапијата е тешка, на бројот на лекови, долготрајноста на терапијата, на несаканите ефекти, што обично ви велат? Најчесто е бројот на лекови. Знаат кога ќе ги купат од аптека да ги наредат и да ми ги сликаат колку лекови сум им дала за да пијат. Тоа е првично дека 2 пати во денот се пијат и доаѓа дека пијат многу лекови генерално, али сепак периодот е ограничен. 14 дена таа трае терапија, понатаму се продолжува уште 2 недели со инхибитори на протонска пумпа и со пробиотици, така да антибиотиците се прекинуваат. Се жалат на метален вкус, на гадење, мачнина, добиваат и диареја. Некои може да имаат и габични инфекции. Има несакани ефекти од терапијата, но сепак бенефитот од излекувањето на хеликобактер е многу поголем, со цел да се спречи понатамошно развој на преканцерозни лези и рак на желудникот. Се препорачува ли промена во исхраната и дали одредени продукти, одредени намирници може да помогнат во процесот на лекувањето? Промена во исхраната обично треба да не внесуваат пржена зачинета храна, луто, газирано и алкохол. Тоа е нешто што јас генерално го препорачувам. Алкохол не сме ни во мали количини? Не. Во тие 14 дена не се препорачува внесување на алкохол. Понатаму, јас обично сакам да кажам дека барем 1 месец треба да има абстиненција од алкохол, за да може да биде успешна терапијата. А друго, можат варена храна, варен ориз, варен компир, месо варено, дистано, млечните производи се тука, кои што имаат пробиотски ефект, може да се ги внесуваат пациентите, само да не биде премногу зачинета и пржена храната во овој период додека се зима терапијата. Ќе ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта со прашања, почитувани од овој момент емисијата е контактна. Често пати оние кои што имаат инфекција со хеликобактер пилори размислуваат дали можат проблемот да го решат на природен начин. Со земање сода бикарбона, лук, па и некои природни тинктури. Дали сето ова може да помогне во уништувањето на бактеријата? Тоа е индивидуално. Пациентите знаат што им е добро, што не им е добро. Не можам јас да препорачам да внесуваат лук ако тој не му е убав за неговиот желудник. Генерално не можат сите да го внесуваат лук. Повеќето имаат проблем, да, и лукот и кромидот. Сода бикарбонат исто така. Тоа е индивидуално. Доколку пациентот смета дека може да му помогне и дека ако јаде лук би имал добар ефект на желудникот, јас не сум против да се внесуваат. Но сепак постојат медицински докази, препораки кои што се во Европа и во светот, кои што треба да ги почитуваме и кои што се од стручни лица, базирани на докази направени препораки. Така да тоа се тие лекови кои што треба да ги внесуваат, а секоја друга суплементарна терапија, дали ќе внесуваат витамини, тоа не е забрането. Значи може да се внесуваат и лук и дополнително витамини да се внесуваат, секој индивидуално како му е добро. Така. И треба психолошки да се подготват да може да ја издржат терапијата. Сега колку време по земањето на терапијата треба да се направи испитување дали бактеријата е уништена или не? Како што кажав на почетокот, треба да има прекин со лековите за да може повторно да се направи тестирање и сега препораките се дека секој пациент кој што сме го лекувале, потребно е да провериме дали сме го излекувале. Односно да се провери дали ерадикацијата не е успешна. Па треба да се има прекин
на терапијата со инхибитори на протонска пумпа најмалце 2 недели, а додека на антибиотиците и на бизмутот 4 недели прекин. Кога ќе имаме прекин, од прилика тоа би било 2 месеци, може да се направи повторно испитување и тоа е најдобро со уреа издишниот тест и со тестот за антиген во столицата. Зошто не антитела преку крв? Затоа што не може да ни покажат, антителата може да бидат позитивни, односно да бидат долго време присутни во крвта, може да бидат значи имаат меморија и може да бидат позитивни дури и со месеци, 6 месеци па и година и да ни покажат дека се високи тие антитела и се позитивни и да не наведат лажно дека треба повторно да правиме ерадикација на бактеријата. Самиот организам си има момент на памтење. Тие антитела може долго време да бидат позитивни. Да бидат присутни. Да. Така. Ќе ги вклучиме гледачите во програма со нивни прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Ви благодарам за ова, како да ја наречам, убава тема, актуелна тема на денешната. Така, актуелна тема. Така, јас имам историја на Helicobacter pylori пред околу 7-8 години. Асимптоматски беше, онака чисто, ајде викам ќе направам тест и испадна позитивен. Ја поминав таа антибиотска терапија, како што објасни докторката, со 2 антибиотици, а потоа контролниот тест ми беше уреа издишниот тест. И тогаш веќе беше негативно. Потоа, чисто превентивно, еднаш годишно си прават преку измет, затоа што, како што објасни докторката, тоа е посигурен тест, нели? Дали има или нема, негативна ми беше Helicobacter, односно негативен беше тестот. Меѓутоа, пред година и пол ми се појави една друга појава во желудникот. Тоа беа едни силни и оштри болки во желудникот, што веднаш отидов на нивната клиника таму и ми беше изведена таа метода гастроскопија. Многу незгодна метода, меѓутоа мораше да се издржи. Исклучително непријатна, така? Непријатна, меѓутоа кога е здравието во прашање, нели мора да се издржи. Ми направија гастроскопија и ми најдоа цирови на желудник. 3 чира на желудник. Докторот, кога ја виде снимката, односно при самото снимање, веднаш рече, не, овде не се работи за Helicobacter, ова е резултат на стрес. Стресна ситуација, што работите, како работите и така натаму. Бе ставена на таа специјална исхрана, бела диета, познато е на докторката, сигурно како ја нарекуваат медицинските лица. После месец дена исто така и антибиотици, малтене тоа беше нешто исто како Helicobacter да лечам, таква беше терапијата и после 1 месец повторно направив гастроскопија и чировите ги немаше за моја среќа, изгледа на време. На почеток сум го фатила тоа воспаление. Сега моето прашање до докторката е, кај мене остана гастритот, како последица ли од тоа, или веќе јас ќе си го носам тоа како хронично заболување. Дали треба повремено да си правам испитување за Helicobacter pylori, докторка? Такова ви е едно убаво прашање, ви благодарам што се вклучивте во програма. Повелете. Да, ви благодарам на прашањето. Helicobacter pylori обично прави колонизација во одреден дел на желудникот и ние значи докторите кои што вие направиле гастроскопијата биле сигурни дека не е причина Helicobacter за тие чиреви. Сега, за чир на желудникот може повеќе причини да има. Стресот е точно, затоа што самиот стрес доведува до зголемување на лачење на желудечна киселина во желудникот, кој што ќе нагризува слузницата и ќе доведува до гастрит. Гастритот фактички е воспаление на слузницата на желудникот. Сега, за да се спречи гастритот, потребно е да се внимава на исхраната и стресот доколку може да се редуцира, односно колку може на пониско ниво да се воведе, но и исхраната е многу битна. Да се јаде повеќе пати во денот, по помалце, за да има постојано нешто да вари желудникот, а не таа желудечна киселина да си ја нагресува слузницата и да доведува до гастрит.
Во однос на хеликобактер, бидејќи имала пациентката претходно чиреви, препораките се дека секој пациент кој што имал желудечен или 12-палечен чир треба да прави проверка за хеликобактер пилори. Сега, нема точно прецизирано на колку време, но доколку се појават повторно симптоми, треба веднашка да се испита хеликобактер пилори. Така. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Кратко едно прашање. Констатирана ми е нетолерантност на лактоза и глутен. Нетолерантност, така? Да, интолерантност. Добро. Интолерантност на лактоза и на глутен. Добро. Покрај пробиотици, која исхрана ја препорачува докторката да се намалат овие тегоби од овие недостатоци? Благодарам. Ви благодарам многу за вклучувањето во програма. Што би можеле да советувате во однос на исхраната? Во однос на исхраната, кај пациенти, значи, оние што имаат интолерантност на глутен и лактоза, препораката е да се избегнува глутен и лактоза. Односно, си има точно, тоа оди во прилог на таа глутенска ентеропатија, односно целијакија, така да треба безглутенско брашно, безглутенски препарати да се внесуваат, а лактозата знаеме дека ја има во млекото и млечните производи, така да тие производи треба да си ги избегнува пациентката. Може ферментирани да се користат, бидејќи нивото на лактоза е пониско, да речеме кисело млеко, сирење. Кисело млеко, не сите имаат проблем. Да, не сите пациенти имаат проблем со кисело млеко, да, може тоа. Така. Ние продолжуваме понатаму зошто кај одредени пациенти по успешно елиминирање на бактеријата со терапијата, бактеријата хеликобактер пилори повторно се јавува по известно време, односно се повторува инфекцијата. Хеликобактер пилори може да била предходно, ерадикацијата можно е да била успешна, но таа сепак во одреден мал број да е присутна во желудникот. Кога има одредени ситуации, стресни ситуации, почнува таа да се размножува и низиниот број станува поголем. Значи таа се колонизира и низиниот број станува поголем и повторно ни се јавуваат истите тегоби, како за гастрит, како и предходно пред ерадикацијата да сме имале, така да самиот начин на живот, брзиот начин на живот, несоодветната исхрана може да доведат повторно бактеријата да стане активна. Ајде да вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Ке му дадеме и уште една можност, бидејќи добив знак дека чека. Добар ден. Ние ќе продолжиме понатаму. Нека се јави гледачот повторно. Или еве уште една шанса за него. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме сега одлично, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден. Значи, Вие сте во програма, така? Така. Вака, значи, прашање до докторката. Ке ве замолам само намалете го тонот на вашиот ТВ приемник, за да можеме нормално да комуницираме. Јас имав прашање до докторката. Така. Имав хеликобактери пилори. Така. Преку крв ми беше откриена. Бев на терапија со 2 антибиотика и преназол. После тоа направив тест преку измет, беше негативно. Ми го снима желудникот, имав хроничен гастритис, ама имав и билијарна течност во желудникот. Што значи тоа билијарна течност? Да нема уште некој прашање, докторке, или тоа е се? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што е тоа билијарна течност? Билијарна течност е жолчна содржина, односно враќање на жолчна содржина во желудникот. Бидејќи 12-палачното црево, панкреас со жолчните канали се поврзани и кај оние пациенти најчесто што се оперирани од жолчка, односно име од странето жолчното кисе, има рефлукс на билијарна содржина во желудникот и тоа ќе доведе до хроничен гастрит, затоа што и таа не
нормална содржина која што треба да ја имаме во желудникот и доведува до воспалителни промени во желудникот. А доколку не е отстранета жолчната кеса, а се забележува ваков проблем? Доколку не е отстранета жолчната кеса, можно е да има зголемена продукција на жолчна содржина. Тие пациенти се подолго време, значи под терапија. Пациентката кажа примала пантопразол најверојатно примала, така да потребно е контроли. Потребно е контроли за да може направила еднашка ендоскопија, значи ендоскопијата треба да се повтори. Доколку нема преканцерозни состојби, тогаш може за 5 години да се повтори повторно гастроскопијата. Така, дали ја препорачувате гастроскопијата кај пациентите кај кои што била потврдена инфекција со Helicobacter pylori? Кај оние пациенти кои што имаме потврда со Helicobacter pylori, многу е важно дали после тоа, односно после успешната ерадикација ќе имаме симптоми. Ако имаме негативен тест на Helicobacter, а симптомите продолжуваат, или кај пациентите имаме појава на анемија, појава на крв во столицата, црна столица, губење на телесна тежина, тоа ни се алармантни знаци кои што ни укажуваат дека може нешто друго да се случува во желудникот и тогаш се препорачува обавезно гастроскопија да се направи. По ерадикацијата, односно уништувањето на бактеријата со терапијата, дали кај овие пациенти се препорачува во текот на животот редовно да прават вакви анализи за уреа тест преку СДЕВ или пак тест преку столица? Доколку првиот тест бил негативен, односно имаме успешна ерадикација, ако има појава на симптоми, тогаш се прават. Или ако имаме состојби, како што кажавме претходно, гастрит, појава на чир, тогаш треба да се проверува. Само во тој случај, кога има симптоми? Точно, ако се појават симптомите. Вака, генерално не правиме кај сите Helicobacter, правиме само кај оние што има диспептични симптоми. Што кога во семејството има уште некој позитивен? Треба да се испитаат и другите членови од семејството. Аха, значи тоа е препорака како форма на превенција? Како форма на превенција, да. Така, а постои ли некаков начин да се заштитиме од оваа инфекција? Да се заштитиме од оваа инфекција и да се подигне нивото на хигиена. Како што кажав претходно, значи може и од контаминирана храна и од вода, што не значи дека во самото семејство може и од надвор да ја донесеме храната па да биде инфицирана со Helicobacter. Дали би помогнале пробиотиците во превенцијата, ако редовно земаме пробиотици? Пробиотиците во превенцијата да не заштитат да не добиеме Helicobacter, не. Тие влегуваат во препораките дека кога оди антибиотската терапија, односно ерадикацијата, имаат позитивен ефект и обавезно ги даваме во терапијата заедно со антибиотиците. На прво место затоа што ќе ни ги спречат тие гастроинтестиналните гоби, диарејата, абдоминалната подуеност, значи поради тие тегоби, мачнината во стомакот, треба да ги даваме пробиотиците, а знаеме веќе скоро сите дека кога пиеме антибиотици мора да пиеме и пробиотици, затоа што самиот цревен микробиом се нарушува, кој што микробиом може да се изрегенерира во наредните 6 до 12 месеци, но тоа е долг период, така да треба секогаш да додаваме пробиотици заедно со антибиотиците и другата терапија за Helicobacter pylori. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, за темелното појаснување поврзано со Helicobacter pylori, бактерија која што е исклучително честа кај светската популација и создава проблеми. И може би уште едно прашање што го пропуштив, дали сите пациенти кои што имаат гастритис би било пожелно да направат и тест за Helicobacter pylori за да се исклучи таа инфекција? Да, кај сите пациенти треба да се направи. Така. Ви благодарам уште едно за гостување. Ви благодарам и на вас. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Се надевам дека добивте корисни информации поврзани со оваа тема. Ви посакувам пријатен ден.